постпразнично и ведро време. Ацо и Татјана брзаат да ги фатат последните денови од попустите. Ке разгледаат, а потоа веројатно и ке се почестат нешто, велат двајцата. Еуфоријата ги држи, па со задоволство застанаа пред нашата камера. Велат, празниците се за убава гозба. Облека има за храна, само ете, нели празници се, сека трпезата да е полна. Да има месо, да има пијалок, да има... Еве ќе се почасти во све. Желби има и меракот е голем. Ама джебот не дозволува да се направи сето задоволство на душата, вели Ацо. Со жалење негодува оти процентите испишани на излозите од дуќаните не ја изразуваат вистинската слика на каса и оти попустите и не се така големи. Но облека има и на храна послабо малце. Ма месото малце е намалено, како што гледам. Значи не е као порано. Значи може да е 20%, може да е намалено. По прехранбени производи се знае за од маркетите за дома. Така. Не мамат него лъжат и тоа ба ги лъжат. Зошто, како? Па не знам, една цена тамо, друга на каса, гледам сметката не искача. Многу пати. Треба ли да има повеќе попусти поголеми? Па треба да има. Денеска знаеш како ти е. Мали примања и треба да има попусти. Низок стандард, високи цени, како не е скап. Многу несредена работа овде. Цените се направени како да имаме ние 1500 евра примање најниско. Тако се цените високи. Значи цените треба да еве Бугарија што е Бугарија, па цените се ускладни со примањата. А овде многу се цените високи во однос на примањата. Бар овако за празнициве треба да има попусти. А напротив, они празници кога се ги качува цените. Е тука малце не убава работа. Значи се случило за празниците цените повисоки некои да бидат. А баш за овие празници треба да биде пониски. Стана животот скап. Облеката многу е скапа, значи. Не се дозволува да се купи облека. Треба да има поголеми попусти. 4 внучиња добиле пакетчиња. Оти за нив ќе се даде и последниот денар, вели Ацо, но забележал оти и тие биле поскапи од лани. Именка и Цвета се со истав. Велат оти тоа што најмногу им треба е со најмалку попуст. Христијан пак успел да ги најде омилените парчиња гардероба на попуст. Храна? Скапа ли е? Па скапа е, како не. Треба ли да има попусти на Па храна? треба да има. На што најмногу? Еве за празниците сите сакаме да имаме богата трпеза. Месо, млеко, јајца, сирење, тоа треба помалку. Мамат ли трговците дека ставаат попусти, а да нема? Мамат некаде, да. На што најчесто лажат дека има попусти? На каса ги речат вака, оттаму го земаш поевтино и така. Па да ви кажам, ја не многу верувам во тоа. Зошто? Па зашто една цена, па одоздола става друга, па баш кога треба попуста да биде, ја вада таа што треба да биде и доаѓа пак постаро. И си купив една перница. Да, беше ли на попуст? Беше тоа, да. Али вака што слушам по луѓе, демека тоа имало. Што според вас треба да биде најмногу на попуст? Еве сега се празници, сите сакаме нешто да купиме, да подариме. Па, условно свет ни треба нешто што е на попуст, би дошло добро и дојдено, нели? Па има, ама не на сега. Па, например, на јакни, на фармерки, на тоа. Па ја не забележи да ти кажам. Не? Треба ли да биде поевтино? Па треба, ама колку ни се пензиите на нас? Тоа е. Она што изненадува е тоа што ретко кој знае каде треба да пријави ако се почувствува измамен. Не знаеме. Не знам тоа. Не знам, да. Па мислам дека пазарна инспекција, дека на друго место. Пазарна инспекција е за цени, за маркети, за тие работи. До сега не сум имал соочување да пријавам, не знам ни дали има, не сум ни видел ти инспекторите. Но како и секогаш, тоа што е скапо за купувачите е речиси бадијала за продавачите. Надица продава чорапи и со задоволство ни покажа се што нуди. Убиени се вака со Дедо Мраз. Овие Дедо Мраз со мотор ни се така. Сите ни се трошат. Омилени бои. Имаме полно бои Сакаат омилени. пошарени да купуваат Да. или? И пошарени, да. И убави и квалитетни. Топлите нозе се и топло срце, тврди Надица.
така ги убедува и минувачите да застанат на незината шарена тезга. Затоа вели, внимава за празниците да стави и попуст, за да си дозволи секој меки и шарени стопала. И покрај сите поскапувања, вели дека цената на незините чорапи останала иста од лани. Па има и на термочорапи има еден пар 250 денари, 3 пара 600 денари. На детските чорапи имаме, памучни чорапи имаме, попуст имаме. Си исплатили да се продава роба на попуст? Па да, тогаш повеќе луѓето купуваат. Значително ли се намалува? Која е реалната цена на овие чорапи, која е со попуст? Реална цена е 250 денари. Добро, со попуст? Со попуст излегува 200 денари еден пар чорапи. Да. Луѓето чекаат обично попусти? Да. Па да, за пред нова година да има попуст, за да можат луѓето да си купат. Па најмногу купуваат и помлади. Ист ден, исто место, исто време, две вистини. За едните измами за попусти и скапа роба. За другите продавање дури и со минимална заработка за да ги усреќат сите за празниците. Вестинитоста на двете страни од паричката ја гледаат во институциите кои треба да донесат суд. Има или нема измами во празничните попусти.